Добро вечер. Добро дојдовте во урбаните вести. Следуваат настаните на денот. Воздухот во Скопје и денеска загаден. Граѓаните и денеска се возеа бесплатно во автобусите. Продолжува акцијата за чистење на Скопје. Паркинзи на општина Центар отвори телефонска линија за пријавување на несовесно паркирани автомобили на места означени за лица со посебни потреби. Промовиран ликовниот едукативен проект Уметност за сите. Од утре престануваат да важат мерките против аерозагадувањето, бидејќи частичките се под дефинираниот праг за алармирање. На денешниот брифинг со новинарите, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека 53% од загадувањето во Скопје е од загревањето на домовите. Согласно податоците на државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот, частичките за квалитет на воздухот се под дефинираниот праг за алармирање. Затоа од утре престануваат да важат мерките против аерозагадувањето. Мерките беа активирани на 8 јануари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на брифинг со новинарите рече дека градот превзема големи напори за да се намали аерозагадувањето во Скопје, но ова е проблем во кој сите како граѓани треба да донесеме за да имаме резултати. Во Скопје 53% од загадувањето е предизвикано од домовите. Тоа го потврдува фактот што имаме поголемо загадување после 16 часот, кога поголемиот дел од семејствата се во своите домови, а за огрев се користи несоодветен материјал. Затоа Шилегов рече дека е многу важно да се спроведе гасификацијата во градот. Во период од 1 декември до денеска е намалено загадувањето во Скопје во споредба со истиот период лани. Тоа придонело од сите овие активности кои се направени од страна на град Скопје и општините, чистењето на депониите, чистењето на улиците и сите активности кои се превземени за чистење на градот. Воздухот во Скопје и денеска беше загаден над дозволеното. За ублажување на последиците од аерозагадувањето во главниот град беше воведен и бесплатен јавен превоз. Прекинати беа сите градежни активности на градилиштата. Зачистено беше и мењето на градските улици, а зајакнати беа и инспекцијските контроли. Воздухот во Скопје и денеска е загаден над дозволеното. Највисоки концентрации на PM10 честички повторно има во Лисиче 187 микрограми на метар кубен, Ректорат 173, Центар 107, Газибаба 104, Карпош 92. Највисоки концентрации на PM2,5 честички има во Карпош 64 и Центар 54 микрограми на метар кубен. Во другите градови највисоки концентрации на PM10 честички се измерени во Битола 135 микрограми на метар кубен, Кучани 126, Кичево 117, Тетово 109 и Кавадарци 87. Највисоки концентрации на PM2,5 честички во другите градови се измерени во Битола 127, Тетово 106 и Куманово 57 микрограми на метар кубен. По добиените информации дека квалитетот на воздухот во Скопје последователно 2 дена е загаден над дозволеното. Повторно беа активирани мерките за ублажување на последиците од аерозагадувањето во градот. Со нив се препорачува да се ослободат од работни уврски бремените жени, лицата постари од 60 години, лица со хронична астма, лица со прилежан инфаркт или мозочен удар без разлика на возраста, да се реорганизира работното време за оние кои работат на отворено од 11 до 17 часот. Исто така забрането е одржување на спортски надпревари и други манифестации на отворено и обезбедување услови за зголемена активност на брзата помош, домашната помош и патронажната служба. Овозможен е и бесплатен јавен превоз за да се спречи загадување на воздухот од страна на автомобилите и другите моторни возила, кои се користат како превозни средства на граѓаните низ главниот град. Акцијата која што започна минатата година за чистење на општините денеска продолжи во општините Чаир, Бутел и Шуто Оризари. Според скопскиот градоначалник Петре Шилегов, ова е една од вонредните мерки кои се преземаат против аерозагадувањето. Градот Скопје како дел од краткорочните мерки за намалување на загадувањето во градот ќе спроведе акција во која ќе се измијат улиците од наталожената прашина и ќе се исчистат јавните зелени површини во општините Чаир, Шуто Оризари и Бутел. Како што информира градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, акцијата има за цел да ја тргне прашината од улиците,
која што е еден од поголемите причинители за загадувањето. И додаде дека ваквите еколошки акции ќе продолжат и во иднина. Прашината што се наоѓа на улиците на нашиот град, а која што долги години порано нити била чистена, нити била миена, ќе ја тргаме од улиците интензивно како дел од интервентните мерки. Чистењето на градот е наша перманентна обврска. Знаете дека есенва имавме една голема акција за чистење како градска администрација. Таа акција за големо чистење ќе продолжи и пролетва, и истата нема да престане, бидејќи тоа е еден процес кој што не може да застане и да престане. Шилигов исто така ги повика граѓаните на поголема вклученост во борбата против аерозагадувањето на секој можен начин и посочи дека ниту една од мерките самостојно не го решава проблемот, ама повеќе мерки во кои ќе бидеме вклучени сите може да придонесат да дишеме почист воздух. Аерозагадувањето е проблем со кој што се соочуваме секојдневно. Секој од нас, ние како институции, граѓаните на градот Скопје треба на свој начин да го дадеме придонесот со цел да го подобриме, да ја подобриме состојбата на амбиенталниот воздух во Скопје. Во оваа акција јавните предпријатија на градот учествуваат со целокупниот човечки и технички потенцијал кој што го имаат, и ова ќе трае независно од тоа дали во меѓувреме ќе бидат укинати алтернативните мерки, се додека временските прилики ни дозволуваат да ја обавуваме оваа активност. Во акцијата ќе бидат ангажирани вработените на јавното предпријатие Паркови и зеленило и јавното предпријатие Комунална хигиена со нивната механизација. Работниците ќе ги исчистат од листови и ќе ги искосат јавните зелени површини, ќе ги искастрат крошните на дрвјата и грмушките, ќе ги отстранат сувите и надвиснати гранки над улиците кои што представуваат и опасност по безбедноста на минувачите и учесниците во сообраќајот и ќе ги измијат улиците и тротоарите. Општина Киселавода работи на расчистување на сметот, при што изминатите денови беа собрани 7 тони смет од населбите Драчево и 11 октомври бараки. Утре ќе се чисти во 11 октомври згради, каде ќе бидат ангажирани 35 сезонски работници. Продолжува акцијата на локалната самоуправа за расчистување на сметот во општина Киселавода. Во состав на планираните активности на секторот за местна самоуправа и социјална заштита, во текот на вчерашниот и денешниот ден се работеше на одстранување на сметот акумулиран пред се на Блоковското зеленило, локации кои генерално се во надлежност на заедниците на сопственици на станари, кои од општината побараа да им излезе во пресред и да им помогне во расчистувањето. Се чистеше во урбаните заедници 11 октомври бараки и Драчево, каде беа собрани вкупно 7 тони смет. Акцијата продолжува на целата територија на општина Киселавода. Утре ќе се чисти во 11 октомври згради, каде ќе бидат ангажирани 35 сезонски работници. Општина Киселавода апелира до граѓаните да го почитуваат законот за јавна чистота и со своето однесување да придонесат за здрава и чиста животна средина во која и самите живеат. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар отвори телефонска линија за пријавување на несовесно паркирани автомобили на места означени за лица со посебни потреби. Оваа активност е дел од кампањата Паркирај совесно. Не им го земај паркинг местото на оние на кои им е најпотребно. Јавното предпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар отвори посебна телефонска линија за пријавување на несовесно паркирани автомобили, односно автомобили паркирани на места означени за лица со посебни потреби. Од денеска граѓаните ќе можат да ги пријават непрописно паркираните автомобили на места означени за лица со попреченост на директниот телефонски број 077 410 002 по добивање на повикот. Пајак службата на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар ќе интервенира веднаш, а на местата каде што нема пристапност ќе се поставуваат блокатори. Оваа активност е дел од кампањата Паркирај совесно, не им го одземај паркинг местото на оние на кои им е најпотребно, која има за цел да се подигне свеста на возачите, да не се паркираат на места наменети за лица со посебни потреби и да се посочи проблемот со непрописно паркирање низ градот. Општина Аеродром и Центарот за едукација и менаџмент во спортот потпишаа меморандум за соработка со што ќе се овозможи едукација на млади спортисти од општината во соработка со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, како и соработка со Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија во делот на унапредување на училишниот и масовниот спорт и поддршка на индивидуалните спортови.
Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин подпиша меморандум за соработка со директорот на Центарот за едукација и менеджмент во спортот Скопје Бојан Захариев. Соработката се однесува на едукација на млади спортисти од општината во соработка со Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, како и соработка со Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија во делот на унапредување на училишниот и масовниот спорт и поддршка на индивидуалните спортови. Исто така во рамки на меморандумот за соработка се предвидуваат истражување на искористеноста и подобрување на инфраструктурата, организација на трибини, меѓународни турнири и активности во насока на подобрување на условите за работа во спортските клубови, како и хуманитарни манифестации од областа на спортот. Општина Аеродром од оваа година го видува и еднократна финансиска поддршка за талентирани спортисти со цел да ги поттикне младите да ги реализираат своите амбиции и да придонесе за развивање на спортот во општината. Со промоција на проектот Уметност за сите, Националната галерија на Македонија го започна одбележувањето на 70 години од постоењето на оваа установа. Целта на овој проект е социјализација и општествена инклузија на лицата со попреченост и хендикап. Националната галерија на Македонија и Холандската амбасада денеска го промовираа ликовниот едукативен проект Уметност за сите, кој Националната галерија на Македонија со холандска помош ќе го спроведува во 2018 и 2019 година. Проектот кој е наменет за деца од најрана училишна возраст до завршување на средното образование и ќе се одвива во 4 циклуси од по 3 месеци, има за цел социјализација и општествена инклузија на лицата со попреченост и хендикеп. Директорката на Националната галерија на Македонија, Дита Старова Керими, истакна дека со овој проект започнува одбележувањето на 70 години од постоењето на институцијата. Денеска, со посебна гордост од просториите од една од најмаркантните објекти на Националната галерија на Македонија, чифте амам во овој значаен состав за нас го означуваме почетокот на одбележувањето на 70 годишнината на нашето постоење, прво како уметничка галерија, за да денеска сме препознаени како Национална галерија на Македонија. Као овој проект, како предвестник на Националната стратегија за развој на културата во Република Македонија 2018-2022, ќе биде пример за грижа на различностите, потребите на посебните, ранливите и маргинализираните групи во општеството, нивните културни права и потреби. Со овој чин ние го на најубав начин го одбележуваме почетокот на нашето прославување 70 години постоење. Холандскиот амбасадор Вилијам Ваутер Пломб истакна дека проектот ја заслужува поддршката поради ентузијазмот и професионалноста на Националната галерија на Македонија, како и поради целта на проектот, а тоа е инклузија на социјално ранливи категории како што се децата со аутизам и со попреченост во слухот и во видот. At the beginning of this important project, art... На холандската амбасада и пристапи Националната галерија со идејата да направи нешто за децата со аутизам и за децата со пречки во видот и во слухот. И ние едноставно бевме возбудени и желни да се приклучиме на оваа иницијатива. Ова го правиме бидејќи може да ја видиме и да ја почувствуваме професионалноста и ентузијазмот на луѓето кои што работат во Националната галерија. Тие веќе работат со овие деца и беа многу волни, има голема желба да продолжат понатаму и да направат и повеќе од она што го правеа. Верувам дека ваквиот ентузијазам и ваквата добра причина заслужува да биде поддржана од нас. Министерот за култура Роберт Алагјозовски потенцираше дека развојот на културата на маргинализираните заедници е стратешки важен за нашата земја, доколку сакаме да ја постигнеме клучната цел, а тоа е да создадеме општество за сите. Овој ликовен едукативен проект со наслов Уметност за сите цели кон понатамошно унапредување на човековите права на децата со посебни потреби, нивна социјализација и општествена инклузија. Самиот наслов на проектот и неговите цели кореспондираат совршено со новите културни политики на владата на Република Македонија, Министерството за култура, сублимирани и во нашата програмска максима, која што е слична и на програмата Култура до сите, односно култура за сите. Преку работилници, дебати и организирани посети, Уметност за сите ќе овозможи полесен пристап до културата за децата со посебни потреби од цела Македонија. Проектот ќе биде финансиран преку МАТРА, програма на Министерството за надворешни работи на Холандија, отворена за сите земји кои се на пат да станат членки на Европската Унија.
Десетина млади луѓе од општина Карпош на возраст од 17 до 24 години ќе поминат низ серија на обуки со што ќе стекнат вештини во сферата на комуникациите, полесно детектирање на локални проблеми и учество во носењето на одлуки на локално ниво, со што конкретно ќе ги зајакнат своите капацитети за да бидат активни граѓани на локалната заедница. Проектот е во соработка со младинската организација Младите можат. Младинската организација Младите можат во соработка со општина Карпош со поддршка од фондацијата Шулер Хелфен Либен ја промовира Академијата за младински активизам, која представува проект кој овозможува десетина млади луѓе од општина Карпош на возраст од 17 до 24 години да поминат низ серија на обуки со кои ќе стекнат вештини во сферата на комуникациите, полесно детектирање на локални проблеми и учество во носењето на одлуки на локално ниво, со што конкретно ќе ги зајакнат своите капацитети за да бидат активни граѓани на локалната заедница. За начинот на спроведување на овој проект денеска се одржа работна средба меѓу градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и представниците на Младите можат Анита Николовска и Никола Ивановски. На крајот од овој месец ќе биде објавен јавен повик од страна на организацијата Младите можат, со што заинтересираните млади ќе имаат шанса да аплицираат и да бидат дел од проектот кој ќе опфати 4 општини. Градоначалникот Богоев посочи дека општината веќе поддржа неколку проекти од младински организации, чија цел е разработување на стратегија за млади во Карпош, како и зајакнување на јавната свест за заштита на животната средина. Представниците од Младите можат го истакнаа своето задоволство од можноста за соработка со општина Карпош. Во оваа прилика нагласија дека со овој проект ќе се овозможи младите карпошани да дефинираат локално младинско прашање, кое заеднички ќе го напредуваат и решаваат. Во текот на реализацијата на проектот, младите ќе имаат можност да устварат посета на општина Карпош и да се запознаат со работата на локалната администрација, а ќе предстои и вмрежување меѓу младите и градоначалниците од другите општини, кои ќе бидат дел од овој проект. Од утре попладне следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Од МТМ Метео ги дознаваме температурите по градови. И уште една сервисна информација пред самиот крај. Утре во периодот од 8:30 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од населба Љубош, објектите на фирмите Зинес, Беровик, Златна рака, Наско и Адра, лоцирани на патот за село Батинци, како и корисниците лоцирани на првиот влез во село Батинци во општина Студеничани. Во периодот од 10 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од улиците број 4, 6 и 7 во село Батинци, општина Студеничани. Со оваа информација завршува и издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер. Довидување.